Отворени денови на Агенцијата за катастар, а токму на оваа тема разговараме со директорот Славче Трпевски. Добар ден за вас, ви благодарам за прифатената покана. Отворени денови, како што знаеме, по кој ред е оваа акција и всушност што представува? Агенцијата за катастар недвижности веќе 9-та година поред ја спроведува ова акција Отворени денови за катастар. Започнавме оваа акција 9-та, започнавме од октомври минатата година, ќе трае до март оваа година. Денеска сме тука во Скопје. Цела недела впрочем тимовите на Агенцијата за катастар недвижности ќе бидат во градот Скопје. Упатувам апел до сите граѓани на градот Скопје кои што имаат било какви проблеми со катастарот, со имотноправните прашања да дојдат на овие отворени денови. Стручните тимови ќе бидат тука од 9 до 17 часот. Една убава можност сите проблеми што ги имаат да ги изложат, да ги кажат, тимовите да ги сослушаат и да најдеме решение за истите. Како што кажавте, 9 акција поредно, што е најбарано од граѓаните, што им нуди оваа можност? Овие 9 години како што спроведуваме оваа акција се менува и проблемите кои што граѓаните ги има. Ако некаде во 2006 година главен проблем за граѓаните беше спороста на работењето на катастарот, односно нерешавањето на предметите, во 2006 година катастарот од 300.000 предмети вкупно колку што имал примено 30.000 или 10% биле нерешени. Минатата година катастарот имаше само 0,5% нерешени предмети од примени 1,2 милиони. Значи, ако на почетокот беа зошто не ми е решен предметот, во текот на годините се менува и прашањата, како се одвива и главните процеси во државата. Кога актуелно беше приватизацијата на надворните места, најчести прашања беа околу запишувањето на нивните дворови. Сега последно време е актуелна легализацијата на дивите градби, така да најчести прашања се околу тоа како да го запишам објектот, парцелата како да ја средам за да можам да добием решение за легализација. Значи најчесто прашањата се движат во таа насока. Исто така нови отворени денови за катастар ни доаѓаат и доста компании, така да имаме можности со компаниите да поразговараме околу нивните проблеми, така да во оваа година, значи од октомври заклучно до сега сме примили околу 740 граѓани и околу 146 компании и на истите на оному каде што е имало можност, каде што утврдено дека катастарот погрешил во решавањето, веднаш ги исправаме тие предмети и веднаш граѓаните се добиваат имотни листови. Доколку се работи за недостаток на документација, им се дава најдобар можен совет да може да ја прибават таа документација и повторно да дојдат во катастарот за да може да го запишат својот имот. До кога ќе трае оваа акција моментално? Што и дали да очекуваме вакви проекти, вакви акции во иднина? Да, оваа акција Отворени денови на катастарот, како што напоменав, започнавме од октомври, ќе заврши заклучно со 10 март оваа година, значи во сите градови низ Република Македонија. Планот на акцијата е објавен јавно на веб страната на Агенцијата за катастар недвижности, а и секогаш настојуваме вака преку вас медиумите да ја информираме пошироката јавност, се со цел да имаме што поголемо присуство. Оваа отворена акција ќе продолжи во иднина, бидејќи истата акција ни овозможи нас како менаџмент на Агенцијата за катастар недвижности директно од граѓаните да ги сознаеме сите проблеми и за истите да најдеме решение. Во многу случаи проблемите на граѓаните произрекувале понатаму и измени на законската регулатива, подобрување на законската регулатива, се со цел да си го остварат уставно загарантираното право, а тоа е правото на сопственост. И уште едно прашање, што до сега има сработено катастарот, односно за изминатава година што има сработено? Да, Агенцијата за катастар недвижности минатата година прими 1,2 милиони предмети и на крајот остана околу 0,5% нерешени, или тоа е дневниот прилив на предмети кои што Агенцијата за катастар недвижности го прима. Најголем број на барања се однесуваат на имотни листови, или околу 500.000, понатака доаѓаат со 139.000 барања што се обработени од страна на геодетските приватни геодетски фирми, значи нивни барања од наша страна обработени и издадени податоци. Имаме околу 100.000 барања кои што се однесуваат на промени на правото на сопственост, најчесто на станови, на куќи, на дуќани, по основ на купопродажби, по основ на наследни решенија, договори за поклони и така натаму. Исто така имаме околу 50.000 барања што се однесуваат за запишување на станови, на куќи, на згради. Имаме исто така и предбележување на околу 1700 предбележување на нови градби кои што се во тек на градба. Минатата година имавме и поголемо запишување на инфраструктурни објекти, имавме 20 барања за пребележување на нови инфраструктурни објекти кои што се во фаза на градба, по должина од некаде 380 км, и имавме исто така и околу 110 барања за запишување на инфраструктурни објекти во должина од 400 км. Се на се имавме добра година, одлична година, за која што стварно пофалби големи како за менеджерскиот тим, така и за вработените на катастарот,
и очекуваме оваа 2017 година да биде година каде што ќе примиме уште повеќе предмети, бидејќи инфраструктурниот катастар е нешто што веќе од минатата година започна масовно да се работи, а оваа година очекуваме да биде во полнек. Ви благодарам многу. Па, оваа отворена акција покажа да е успешност на катастарот, пред се успешности за граѓаните да дојдат токму тука и да ги разрешат своите проблеми заедно со стручните лица.